Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги, почитувани коалициони партнери, почитувана македонска јавност. Иако не сум економист, ќе пробам на еден пластичен начин да објаснам што со сигурност граѓаните на Република Македонија, почнувајќи од најмладите оние во градинките, па завршувајќи и со оние кои што се во поодминати години пензионерите, можат да очекуваат со овој премногу значаен документ во 2016 година. Ќе пробам да го направам тоа со конкретни бројки, конкретни показатели, параметри, но и компаративни податоци за сите сегменти во општественото живење, иако морам да признам дека за некои сфери тоа е невозможно, бидејќи сите знаеме дека споредувањето со нула е тешка работа. Многу е тешко да зборуваш од една страна за проекти и илјадници на број, а тоа да го споредуваш со нула. Но ќе пробам и преку компаративни анализи за состојбите во соседните држави, изразени преку бројки, да доловам што секој граѓанин во Република Македонија може да очекува во 2016 година. Тоа е најдобар начин, без многу стручни термини, да им објасниме на граѓаните со прости зборови што ги очекува во иднина. Ова е 10-ти поред буџет кој што оваа влада на Република Македонија го изготвила, го предложила, но најдобро од сето тоа е што секогаш параметрите проектирани со предлог буџетот се совпаѓаат со буџетските параметри на крајот од секоја фискална година. Тоа доволно зборува за искуството, за умешноста и за сериозноста при предлагањето на овај буџет. Тоа ни дава право да ги отфрлиме сите оние песимистички, скептички, фанфарски говори кои треба да внесат страв и несигурност кај народот во Република Македонија. За жал, и оваа година се испостави дека единствено оружје на опозицијата е да сее страв кај граѓаните, да сее страв кај сите социјални групи, дека не очекува апокалиптично сценарио, дека не очекува банкрот и дека не знам што се треба да се случи на полето на финансиите во 2016 година. Фактички, народот кој одлучува скоро секоја година на која политичка гарнитура да ја даде својата доверба, тоа најдобро го знае. И затоа не е добро да се пробува да се манипулира народот и да се потценува неговиот интелектуален капацитет. Фактички, овој собраниски акт треба да го докаже нормалното финансиско функционирање на државата. Акт кој треба да биде сигнал за бројни капитални инвестиции како и досега и во 2016 година, акт кој треба да гарантира континуирана поддршка на економијата, стопанството, на новите директни инвестиции, на новите странски и домашни инвестиции. Да не останам и јас подолу од претходните дискутанти, добро е да споменам и некои од финансиските параметри кои што најдобро ги разбираат оние кои што се економисти. Проектирано е буџетскиот дефицит оваа година да биде од 3,6% од претходната година на 3,2%. Капиталните инвестиции за 2015 година се помали, односно овие за 2016 година се помали за 12,9% во споредба со 2015 година. Проектирано и нормално е да се очекува овие средства директно да помогнат за динамизирање на економската активност во 2016 година. Тоа се средства од 250 милиони евра, кои што ќе бидат наменети за изградба на патишта и железничка инфраструктура, дел од инфраструктурниот бум кој што владата на Република Македонија го прави последните години. Реално е за очекување дека растот на БДП треба да биде помеѓу 3,2 и 3,5%. Со овие финансиски политики, Република Македонија ќе остане во зоната на умерено задолжени земји. Треба да се спомене и дека очекуваме за 6% повисоки приходи и за 4% повисоки расходи во 2016 година во споредба со 2015 година. Што со прости зборови ова треба да значи? Ова треба да значи дека пензионерите во Република Македонија и во 2016 година треба да бидат убедени, сигурни и смирени дека своите пензии ќе ги добиваат навремено. И тоа во првата недела од секој тековен месец. Исто така, треба да бидат спокојни, смирени и земјоделците,
бидејќи оние 700 милиони евра кои што владата на ВМРО-ДПМНЕ преку субвенциите ги има исплатено до денес, ќе продолжат и во 2016 година со проектирани 150 милиони евра. Нешто кое што многу им значи на македонските земјоделци. Исто така, треба граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ да биде убеден дека социјалните надоместоци континуирано ќе продолжат да се исплаќаат, но ќе бидат изголемени. Исто така, ќе продолжи поддршката на проактивните програми за вработување и самовработување, изградбата на нови училишта, градинки, болници, инвестициите во здравството, нови физкултурни сали, нови институции од областа на културата и уште многу општествени дејности. Ќе продолжи да се зголемува и бројот на оние 144 илјади ново вработени граѓани на Република Македонија, кои благодарение на проактивната политика на Министерството за финансии и на Министерството за труд и социјала успеваат секоја година да бидат во што е можно поголем број. И бидејќи е нормално, како секој пратеник во ова Републичко собрание, секогаш да ги истакнува и оние проекти, и оние дела кои што се реализирани во местото во кое што потекнува и да даде отчет пред своите сограѓани што со буџетот во 2016 година е предвидено за нивната општина. Сакам да истакнам дека конкретно во мојата општина 2016 година граѓаните на општина Прилеп можат да очекуваат продолжување на инфраструктурните проекти, она што сме познати последните 10 години, можат да очекуваат подобрување на условите во здравствените установи, можат да очекуваат уште поголемо подобрување на условите во училиштата, во средните, во основните, во студентскиот дом. Исто така можат да очекуваат завршување на сите оние проекти кои што се ветени во програмата на ВМРО-ДПМНЕ. Кога сме тука, сакам да го истакнам и да го напоменам фактот дека ако и покрај економската светска и европска криза успеавме да се справуваме со стабилната бројка на работени административци, сакам да кажам дека тој тренд ќе продолжи. Иако во нашите земји од окружувањето имаше негативен тренд, односно тренд на отпуштање на тие работници, како на пример во Србија 9000 работници, 15.000 работници од администрацијата во Грција, 13.050 работници во Бугарија, благодарение, уште еднаш ќе повторам, на добрите политики на министерот и на Министерството за финансии, до денес овие работници навреме ја добиваат својата плата, компаративно низ годините зголемена за околу 60-65% и оваа година можат да очекуваат дека платите ќе бидат исплатени навремено. Дел од претходните дискутанти од Социјалдемократскиот сојуз, сакајќи да ја прикажат апокалиптичната слика дека што не очекува во 2016 година, сакаат да се навратат во минатото и да не убедат дека навистина во минатото многу подобро се живеело во Република Македонија. И бидејќи доаѓам од земјоделски крај, од 4-та изборна единица, во текот на нивните дискусии направив една споредбена анализа низ годините и денес. И за пример зедов еден земјоделец тутунар, кој што на 7 декари ја посадил оваа култура, жолтото злато, и на крајот на годината успеал да произведе 2 тони килограм тутун. Истата количина ја произведувал и 2005 година и во 2015 година. Со една разлика, во 2005 година цената на тутунот беше 72 денари, без субвенции, односно 0 денари субвенции, како и 0 проекти од владата на Социјалдемократскиот сојуз во континуитет, а денес со истата количина на тутун од 2 тони и просечната цена, вклучително со субвенциите, минималната 240 денари, што се можел да направи тој човек? Ако во 2005 година успеал да заработи 2322 евра, во 2015 година овој прилепски земјоделец, овој прилепски тутунар успеал да заработи 8000 евра. И вклучително, ако во 2005 имал студент во Скопје, требало од тие 2322 евра, 1200 евра да оддели за партиципација, за да може својата челад, своето дете, да го изведе на прав пат да биде доктор, стоматолог или фармацевт. А во 2015 година, истиот тој македонски среќен земјоделец, од тие 8000 евра треба да оддели 200 евра, за да може неговиот син, неговата ќерка, да се
школува на скопските универзитети, иако треба да напоменеме дека еден од проектите на владата на Република Македонија е и проектот за дисперзирани студии, се со цел да можат да бидат намалени трошоците на граѓаните на Република Македонија за школување на нивните деца. И бидејќи реков дека е добро да се зборува со конкретни бројки, со конкретни показатели, посебно за својата општина, се потрудив овие денови во текот на амандманската расправа, а и во текот на овие неколку денови, да извадам кои се проекти благодарение на оваа влада се реализирани во Прилеп, кои за жал до 2005 година беа нула на број, и дел од тие проекти што ќе ги споменам сега, или пак топонимите, за функционерите од Социјалдемократскиот сојуз, не ни постоje. Како, например, во патната инфраструктура, во Прилеп сме успеале да го изградиме патот Р106, село Канатларци, 5,8 км, село Лопатица, Подмол, 3,3 км, Р115, село Веселчани, 1,7 км, село Бонче, село Радобил, село Штавица, село Дуње, село Алинци, Шелеварци, Хлепаче, Рековци, Беровци, Галичани, или вкупно 28,8 км, во вкупна вредност со 136 милиони денари или околу 2 милиони и повеќе евра. Еден од најважните проекти за жителите од четвртата изборна единица и сите оние кои што гравитираат кон Прилепскиот дел е третата лента од Дреново до Прилеп, изградена во 2008 година, 10 км, со вкупна вредност од 273 милиони денари. Огромна сума на средства, која што во времето на Социјалдемократскиот сојуз, нивните тогашни министри за транспорт, за финанси, не ни помислувале да ја проектираат, а камоли да ја доделат за реализација на овие проекти. Но тука не застануваме. Треба да се наполни патот Прилеп-Кривогаштани во вкупна должина од 19 км и вредност од 142 милиони денари, Прилеп-Македонски брод 37 км, 282 милиони денари, патот до манастирот Трескавец 7,5 км, до манастирот Зрзе 7,5 км, многу високи бројки кои што ако продолжиме да ги собираме ќе бидат еднакви на еден буџет на Република Македонија во 2005 година. Но треба да напоменеме, како секоја сериозна политичка опција, која што на секој избори настапува со програма, што ќе направиме за нашите граѓани во 2016 година. Ветивме, рековме и стоиме на нашето ветување дека патот Тубиец-Плетвар ќе ја добие онаа форма, оној лик кој што го заслужува секој пат кој што поврзува преку 400.000 луѓе. Тоа ќе гарантира побрз проток на стоки, поголема безбедност и развој на економијата, која што во последните години е синоним за нашиот град. Тука сакам да истакнам дека благодарение на лобирањето на плебските пратеници успеавме да го почнеме проектот во вредност од 88 милиони евра за патот Росоман-Градско, Паришка-Дреновска клисура и проширувањето кај Плетвар. Сакам да истакнам дека оваа дестинација, наречена експресен пат, во најтесното грло ќе биде широка 12, а во најширокото грло 27 метри, нешто што навистина граѓаните на овој регион го заслужуваат. Тука не застануваме, продолжуваме со проектите за нашиот град, например реконструкцијата на железничката станица во Прилеп, една од 10 кои што владата на Република Македонија после 44 години одлучи да ги реконструира, се со цел пензионерите да можат секој втор викенд во месецот или па студентите секој четврток да можат бесплатно да ги користат условите на македонски железници преку новите 6 композиции набавени од Кина, или на тие исти шини ќе се возат и оние 135 вагони. И на крајот на краиштата, вчера можевме сите да се увериме со какви возови Република Македонија во моментов располага и ќе располага. Но за жал, како и секогаш, опозицијата и на тоа најде мана. Возовите не били толку лоши, добри се, иако се супер модерни, ама сега проблем било што патот Богомила Битола бил во прекин 4 дена. И тоа е навистина многу побитно од она што 44 години не било ништо направено. Тука не застануваме. Сакам да истакнам уште еден податок кој што треба добро да се знае. Ако порано, до 2005 година, проактивните мерки во труд и социјала не беа ни во план да се реализираат, а камоли да се предложат, денес можам да кажам дека благодарение на овие мерки, невработеноста во Прилеп од 24.900 во 2007 година, официјален статистички податок, денес во овој момент изнесува на 16.200 жители,
од кои што 9.500 се активни баратели на работа. За поконкретно, можам да ги споменам и проектите на чие што благодарение намалена е бројката на неработени само со овие проекти за 3150 во овој момент. На крајот на краиштата сакам да истакнам дека ако во претходниот буџет за технолошко-индустриската развојна зона во Прилеп беа предложени, односно проектирани 4 милиони евра, можам да истакнам дека благодарение на тие средства денес технолошко-индустриската развојна зона во Прилеп стана реалност, иако нашите политички опоненти често милуваат таа технолошко-индустријска развојна зона да ја нарекуваат ливада, денес некако ги нема на пресконференции да појдат таму, бидејќи благодарение на новата германска инвестиција Гентен, која што во моментов има точно 494 работени, и другите најавени странски инвеститори нема каде да го постават своето пано за да ја одржат пресконференцијата. Исто така сакам да кажам дека со добрите стратешки политики на владата на Република Македонија, која што за разлика од владата на Социјалдемократскиот сојуз ги привлекуваше, а не ги одвраќаше странските инвеститори како тогаш Филип Морис или Ауди во Република Македонија, денес, благодарение на уште една странска инвестиција Дрекслер Мајер, 685 прилепчани својата екзистенција ја бараат и ја добиваат во оваа фабрика. Но тука не застануваме. Ке можам во текот на контрарепликите или репликите, се надевам доколку ги има, да напомнам некои од проектите кои што можеби ги заборавив, иако имаме материјали да зборуваме уште минимум 40 минути за секој град поотделно, но ќе им оставам простор на моите политички противници, ако можеме така да ги наречеме после новава коалиција, да истакнат што тие направиле во Прилеп до 2005 година. Да ја кажат фирмата која што ја изградиле, да го кажат економскиот капацитет на кој што му го решиле економскиот статус, да кажат како ја намалувале бројката на вработени и да кажат како 23.000 прилепчани во периодот на транзицијата останаа без работа. Ако тоа го објаснат, тогаш навистина можат да се надеваат на 24 април на подобри резултати, ако не, ќе продолжи онај тренд на убедлива победа, минимум 3:1 на сите избори од 2005 година до 2015 година, бидејќи народот гледа и цени, народот споредува. Џабе овдека ќе објаснуваме демагогии и политики, кога тоа што го прави ВМРО-ДПМН е видливо. Ви благодарам на вниманието и заборавив уште еден податок да кажам. Например, дека за 7 пати се намалени цените на 2800 лекови во Република Македонија, нешто што порано беше незамисливо. Ви благодарам.